Се враќаме во студиото на емисијата Македонија на утро. Ексклузивно гостување ова утро на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски беше поканет за темата Фронтекс и тоа ќе биде фокалната точка на овој разговор. Меѓутоа ќе почнеме со лажните дојави за бомби во 8 скопски гимназии во текот на вчерашниот ден. Добро утро, министре. Како се справи Министерството за внатрешни работи со она што не се случуваше вчера во престолнината? Добро утро за вас, добро утро за гледачите на Македонска телевизија. Благодарам на поканата. Вчера имавме дојави во 8 училишта за наводно поставени бомби. Секако дека сите овие згради беа детално проверени од Оддел за антитероризам и утврдивме дека станува збор за лажни дојави. Меѓутоа, сепак истрагата е отворена, е во тек. Ние ги знаеме веќе првите податоци, информации за тоа од каде се пратени тие мејлови, зборувам според тоа што првично можеме да го констатираме. Најважно е да успееме да ги откриеме сите IP адреси за да видиме од каде точно доаѓа овој би рекол монструозен чин. Без разлика за што станува збор. Дали е тоа некаков хибриден напад, хибридна војна која што се води врз Северна Македонија, или пак можеби се некакви политички игри кои што една од предпоставките и тоа. И мислам дека без разлика на што се однесува, никој апсолутно не треба да дозволи да се игра со децата и со судбините на децата, а со тоа и со сите нас, заради тоа што ова е сензитивна тема и затоа сметам дека без разлика кој го нарачува сето ова, треба да има на ум дека не може да си игра со системот и да си игра со граѓаните на Република Северна Македонија. Може само да Сакав само да додадам дека Министерството за внатрешни работи навремено реагираше и постапи соодветно протоколите кои што се дадени за ваквото постапување, без разлика дали се работи за лажна или не дојава, мора да се реагира и да се интервенира. Секако има протоколи кои што точно дефинираат што се прави во кој момент и како се постапува. И од тоа нема отстапување, без разлика дали имаме лажна дојава или не, затоа што првично вие не можете да знаете дали е тоа така или не. А за нас е многу важно да тоа се утврди, да видиме сите сигурни. Вие знаете дека пред неколку дена се случи исто така лажна дојава во јавното предпријатие ЈСП Скопје. Сега се случува во училиштата, така да ако е тоа некаква политичка пресметка, нека не ја прават на грбот на граѓаните. Нека седнат и нека се договараат меѓусебно, нека се расправаат меѓусебно, нека се напаѓаат меѓусебно, кој да е. Или пак ако тоа е нешто друго, меѓутоа ќе утврди истрагата и ќе знаеме веројатно детали за ова што се случува. Ќе затвориме со краток одговор, предпоставам на следното прашање, оваа тема за бомбите. Може само да замислиме како се чувствувале родителите чии деца биле во споменатите училишта. Сега, за да не ни предува во навика, за да не преде во нешто стандардно, некакво стандардно однесување на сите оние структури кои што не мислат добро на државата и на граѓаните, дали санкциите за сторителите, ако бидат фатени, ќе бидат ригорозни? Јас реков дека во најмала рака ова е монструозен чин. Зошто? Заради тоа што тоа беше направено во училиште. И можете да замислите како било чувството на децата, на родителите и на сите нас. Без разлика дали некој од нас има дете во едно или второ училиште. Секој граѓанин на Република Северна Македонија е вознемирен. Секако дека казните треба да бидат најстроги во однос на ваквото однесување. Кој да тоа го прави? Одиме сега со темата за која ве повикавме ова утро, а тоа е Фронтекс. Што значи Фронтекс за нашата земја? Прво, јас сум многу горд што успеавме да го потпишеме првиот договор помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија. И тој има повеќе значење за државата. Ова е прво и најважно значење, останува запишано во историјата, дека еве го договорот, јас го земав со себе. Ова е договор кој што е потпишан на чист македонски јазик. И како прв договор практично
на дело ги покажува перспективите од отварањето на преговорите на државата со Европската Унија. Секако дека преку овој договор, или популарно наречен договор за Фронтекс, ние создаваме правна рамка преку која што ќе можеме да соработуваме директно со Европската агенција за гранична и крајбрежна стража. Тоа значи заедничко чување на границите, заедничко управување на границите, заедничко спречување на прекограничниот криминал. И намено соработката со Фронтекс датира уште од 2009 година, кога Министерството за внатрешни работи во тој период подпишал работен договор за воспоставување на соработка со Фронтекс. И тоа ова е веќе конкретен договор, правна рамка во која што детално се утврдува како и на кој начин може да постапуваат полициските службеници. Тоа значи дека ние можеме да распоредиме на наше барање исклучиво, значи како држава ако побараме да се распоредат полициски службеници од Фронтекс на границите, на критичните точки во државата, да работат заедно со нашите колеги. Сите действија ги превземаат во содейство со македонската полиција. Значајно и тоа што покрај размената на искуства, знаење и така натаму, ќе може да се користи целокупната опрема со која што располага Европската агенција за гранична и крајбрежна стража. И на тој начин, реков, најпрво да придонесеме за заштита на нашите граници, за безбедноста на македонските граѓани, а на тој начин допринесуваме за безбедноста на регионот и на Европската Унија. И тоа е една од најголемите придобивки кои што има. Како што самите истактавте, после неколку годишно преговарање во име на владата со еврокомесарката Јохансон, вчера го подпишавте договорот помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за овие оперативни активности спроведени од страна на Фронтекс. Зошто толку време чекавме да го подпишеме договорот и кои беа спорните моменти и што беше клучно за отстранување на тие спорни моменти? Значи, не се преговараше неколку години. Иницијативата првична за склучување на договор беше покрената во декември 2016 година од страна на Европската комисија. Ние прифативме таа иницијатива, формиравме тим за преговори. Македонскиот тим за преговори разговараше со колегите во Брисел и практично некаде во јули месец 2018 година ние го парафиравме текстот на договорот со Фронтекс. И бевме прва држава во регионот која што целосно ги заврши преговорите за неполна година дена и го парафираше договорот. Сега зошто се одложи подпишувањето на договорот? Се одложи заради блокадата од страна на Бугарија. Ние инсистиравме договорот да биде подпишан на македонски јазик и не отстапивме од тоа. Иако беа понудени неколку формулации кои што можеше да бидат прифатени да го подпишеме, меѓутоа сакавме договорот да биде подпишан на македонски јазик. И тоа беше клучната работа зашто не се подпиша во тој момент. Инаку во јули 2018 година го подпиша со тогашниот еврокомесар за внатрешни работи Аврамопулос. Сега знаете дека кога се отпочнаа преговорите со Европската Унија, кога се разговараше за начинот на почетокот на преговорите, тогаш и тимот кој што преговараше пред се министерот за надворешни работи Османи, односно и председателот на владата, една од клучните наши ставови беше да се подпише договорот на македонски јазик и на тој начин да ги отвориме процесите во делот на подпишувањето на билатералните договори. Практично, заради промена на европската регулатива, ние моравме да започнеме со преговарање на нов предлог договор. Го завршиме за експресно кратко време, веќе во 2 рунди на разговори со Европската комисија и на моје лично задоволство, на задоволство на владата и на граѓаните го имаме првичниот договор. Паднаа во вода, ама апсолутно сите манипулации и лаги кои што беа
изнесени пред се од опозицијата, дека не признаваат како народ во Европската Унија, дека не ни го признаваат македонскиот јазик. Напротив, ова што денеска го имаме како документ, го признава македонскиот јазик како официјален јазик, македонскиот народ како македонски народ, сочуване нашиот идентитет и како такви горди македонци со нашиот македонски јазик и бидеме дел од Европската Унија. Колку сака нека манипулира било кој за дневно политички цели, тоа не може да помине заради тоа што ова се фактите. Сето друго можеме да го кажуваме. Јас се сеќам на ставовите, на вестите, на информациите кои што излегуваат во времето кога разговаравме за францускиот предлог во собранието. Тогаш беа низа на напади дека еве сега се продаде јазикот, се продаде народот и така натаму. Многу структури во државата. Денеска тие структури треба да се срамат од македонскиот народ, од македонските граѓани, заради тоа што имаме нешто што сите го посакува. Го наметнавте следното прашање со последниот дел од одговорот, а тоа е шпекулациите кои се појавуваат во јавноста секогаш кога се разговара за некое клучно битно прашање за нашата земја. Дали овој договор има некои скриени моменти кои на прв поглед обичен човек не може да ги забележи? Знаете, шпекулации се појавуваат во моменти кога сакаме да ги искористиме за дневно политички цели. За мене е многу поважно прашањето. Зошто одредена политичка структура секогаш кога треба да оди државата напред се обидува да ја стопира? Многу поважно прашање за тоа. Историски, ако сакате да погледнете наназад, ќе видите кој е тој кој што постојано сака да застане на патот на државата. Инаку, не може да стане збор за никакво скривање или нешто што може да се скрие во договорот. Јас знам дека ние, како луѓе сите, секогаш сме сомничави. Дали нешто може би има скриено што ние сме подпишале, дали има нешто може би скриено кое што не го гледаме сите јасно, овој договор треба да се ратификува. И ќе се ратификува во собранието. Тоа значи дека ќе биде објавен во службен весник. Секој еден граѓанин може да го прочита. Овде нема нешто што може да биде сокриено. Апсолутно, сето што е што и денеска кажав еден дел од тој договор, ќе може да се прочита, да се види под кои услови, како и на кој начин треба да се имплементира договор. Најважно за нас е дека ќе работиме заедно со Европската Унија на чувањето на нашите граници, ќе се справуваме со миграцијата, прекограничниот криминал и на тој начин ќе бидеме во можност да ја зголемиме нашата безбедност и на целиот наш регион. Подпишувањето на овој договор всушност и представува израз на нашата заедничка посветеност за дефинирање на одржливи, трајни решенија во справување со илегалната миграција и прекограничниот криминал, со кој што покрај другите земји во светот се соочува и нашата држава, при што почитувањето на човековите права и демократските принципи се основни темелни принципи на кои се темели меѓусебната соработка. Ако прашам, имаме ли потенцијал да одговориме на сето тоа што го носи договорот, сигурна сум дека одговорот ќе биде да. Колку сме подготвени? Ајде да одговорам со прашање. А мислите дека ќе подпишевме договор ако нема потврда за капацитетот на Северна Македонија? Нема да се случи тоа. Кога реков дека практично имплементирање на договорот или започнувањето на преговорите не треба да значат некоја мистерија. Што е тоа што ќе ни се случува низ преговорите? Ова е тоа што ќе се случува низ преговорите. Европските вредности ќе ни дојдат дома. И за тоа се боревме. Така да, професионализмот, етичноста во работењето, силен политички интегритет, почитување на човековите права. Тоа се основни принципи на кои што се темели и овој договор, ќе се темели и соработката помеѓу македонската полиција и Европската Унија. Така да, Република Северна Македонија, посебно македонската полиција, се покажа како кредибилен партнер и со Европската Унија и со други релевантни структури, пред се со Соединените Американски држави, во многу заеднички оперативни акции. Јас само ќе потенцирам дека ние во моментот од 2015 година до денеска имаме договор за билатерална акција во која што заедно работиме со полициски службеници од Чешка,
Полска, Словачка, Австрија, Унгарија, Словенија, Хрватска и од Србија. Значи, не бевме со договор со Фронтекс, меѓутоа имавме билатерални договори со овие држави во кои што заеднички работиме на обезбедувањето на границата. Така да и капацитетот на македонската полиција и интегритетот се на ниво со кое што можеме да бидеме достојни партнери и на европските земји. Не беше непозната корупцијата и во рамките на оние структури кои што работеа нели на граничните премини. Сега дали со овој договор се гарантира поголема прецизност за справување со таквите несакани појави кои што и штетат на државата во тој сегмент? Корупцијата е во сите сегменти и во сите држави. Значи нема држава во која ќе кажеме немаме корупција. Што е важно? Да имате систем кој што е отпорен на такво нешто и таму кај што ќе се детектира корупцијата, да може брзо, ефикасно да се процесуира. Така да ние преземавме низа на антикорупцијски мерки, зборувам внатре во институцијата. Една од тие мерки беше и целосно поставување на боди камери на секој полициски службеник кој што е на граничните премини. Меѓутоа реков дека човековите права, интегритетот, професионализмот се основните принципи на кои што ќе се соработува, така да и во овој дел сметам дека едно ниво повеќе ќе се подигне во делот на работењето. Така да секаде, знаете, постојат група на луѓе кои што прават недозволени активности, меѓутоа не смееме да дозволиме сите честни и одговорни полициски службеници или ако сакате административци секаде во државата да се тие да бидат препознаени во лицето на оние кои што се криминалци, кои што се однесуваат недозволено за државата. Така да поведението на секој еден, посебно на македонските полициски службеници, треба да биде на високо ниво, заради тоа што тие практично ја представуваат држава. Како што истакнавте и во самиот разговор, значењето на овој договор со Фронтекс кој што го подпишавме е поголемо бидејќи се подпиша на чист македонски јазик заедно со другите јазици во Унијата. И токму ваквите договори, покрај тоа што се потврда за посветеноста и принципите врз кои што ќе се темели понатамошната работа и стремењето на нашата држава за влез кон Европската Унија. Дали ваквите договори се потврда и за народот и враќање на можеби до некаде изгубената доверба? Секако реков дека првото и основно значење е тоа дека ние практично го подпишавме овој договор прв со Европската Унија. На тој начин започна тој процес на создавање на правна рамка во која што ние практично европските вредности ќе ги воведеме и во работата на нашите институции. Второ е значено, знаете, можеби за многу државите не е важно прашањето во делот на идентитетот и на јазикот. Меѓутоа, за држава каква што е Северна Македонија, во која што секој еден посакуваше да го негира нашиот идентитет и јазик, а тоа не е можно заради тоа што правото на самоопределување е најсилно право. И тоа не може да го прави ниту една држава околу нас, која што е колку сака тоа да се труди, заради тоа што не постои модел како вие да го сочувате македонскиот јазик или македонскиот идентитет. Секој еден од нас е тој кој што треба да го чува и македонскиот јазик и идентитет. Ова покажа дека ова влада и ова држава на најдобар начин го сочува македонскиот јазик. Не го сочува, туку го внесе во официјалните јазици кои што ќе се користат и во Европската Унија и падна во вода, реков уште еднаш, сите лаги и манипулации во однос на тоа дека не е загрозен македонскиот јазик и идентитет. Може полека да го одјавиме разговорот. Министре, благодариме што утро одвоивте минути да бидете дел од нашата програма, да бидете гости во емисијата Македонија на утро. Се надеваме дека допре она што се случуваше во текот на вчерашниот ден до граѓаните и дека пораката е испратена и дека ќе биде прифатена онака како што треба. Чест ми е што можеме на националната телевизија да разговараме првично за овој договор. Ви благодарам и јас, ни беше задоволство и секогаш сте отворени за соработка, за нови теми и представување пред граѓаните. Ќе бидете повторно гостин во Македонија на утро. Благодарам.